Председателот Ѓорги Иванов ќе стане млад пензионер. На 59 години ќе ужива во председателска пензија, возач, лично обезбедување и собствена канцеларија. На 2 дена пред истекот на неговиот мандат, Иванов официјално од службата за општи и заеднички работи побарал да му бидат обезбедени сите бенефиции кои му ги овозможува законот. Иако многумина очекуваа дека тој ќе се врати на правниот факултет, сепак Иванов одлучи да ја жртвува професорската кариера и да тргне по стапките на екс-председателот Бранко Црвенковски. Нашите извори велат дека СОЗР го уважило барањето на Иванов, бидејќи буџетот за канцеларијата изнесува 8% од годишниот буџет на председателскиот кабинет, што е во согласно со постоечкиот закон за правата на председателот и неговото семејство по престанок на функцијата. На 12 мај 2009 година Ѓорги Иванов влезе во председателската вила на Водно. Тука се задржа 2 мандати, поточно 10 години, со што стана председател со најдолг стаж во историјата на независна Македонија. Пред една деценија Иванов функцијата ја презеде од тогашниот председател Бранко Црвенковски, а сега, 10 години подоцна, му ја предава на Стево Пендаровски. Инаку, Иванов денешниот ден го одработува како последен работен ден на функцијата шеф на државата. А на последниот работен ден на Иванов почест му оддаде гардата и војниот оркестар кој ги сними камерата на 1 ТВ. Нашите извори велат дека попладнево председателот во заминување ќе има и поздравен ручек со своите вработени во кабинетот. На последниот ден во вила Водно професорката Каракамишева повторно го повика Иванов да собере храброст и да ги помилува осудените во крвавиот четврток. Според неа, председателот во заминување има уште 2 дена да исправи историската грешка кон уставобранителите. Одговор на прашањето дали ќе има нова амнестија не успеавме да добиеме од вила Водно, бидејќи ниту еден од кабинетот на Иванов не беше достапен за 1 ТВ.